Јас за жал проблемот со Дрисла го наследив и ќе го решаваме со наследените проблеми. За оваа година и пол колку што сум јас градоначалник, повеќе од 320 депонии градот има исчистено, иако тоа е повеќе ингеренција на општините отколку на самиот град. Вардариште не е наивен проблем, бидејќи за да може да влезете во неговото сериозно расчистување или доведување во состојба каква што е, имајќи во предвид дека таму не се фрлал само цврст, кабаст отпад како што е овдека, туку се фрлал и комунален отпад, кој што сериозно може да влијае на животната средина. Создадени се можеби и гасови кои што се одоздола и таму треба многу внимателно да се решава проблем. Не можете таму едноставно само да ги пуштите булдозерите со цел да ја расчистат таа депонија. Напоменувам дека станува збор за депонија која што ја користел градот Скопје како место што целиот комунален отпад од нашиот град завршувал повеќе од 30 години. Не можеме да очекуваме дека тој проблем може за година и пол да биде надминат. Да, работиме на неговото утврдување, да, ви го кажав планот на градот. Ѓубрето од Вардариште ќе заврши во печката за спалување што ќе ја изгради новиот концесионер во Дрисла, меѓутоа тоа е еден процес во кој што треба многу внимателно да одиме, имајќи во предвид дека сега кога го копаме колекторот таму наидуваме на сериозно токсични материи.